Ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени на македонската телевизија. И вечерва донесуваме неколку теми од јавен интерес. Колку и да се обидува некој да бара во институциите некаква грешка заради брзо или бавно издавање на лиценци, тоа не може да го најде бидејќи не е единствен случај. Документите за надзорот над Бехтел и Енка го демантираат министерот. Вака изгледаше во мај 2021 година. Вака во јули 2021 година. А вака изгледа денеска објектот зад поликлиниката Ченто, подигнат без одобрение за градба и тоа на државно земјиште. Го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува. Ајде ја да направам нешто без дозвола. Одма ќе ми дојде, ќе ми рушат. Кој гради на диво и им го нарушува мирот на станарите на пензионерскиот дом во Чаир. Ние, као општина, немаме ингеренции да идеме да ги бараме луѓе во дома, бидејќи не сме Министерство од внатрешни работи. Дискриминација врз основа на родов идентитет постои, но ретко се пријавува. Работодавачот го терал трансродовиот маж да носи униформа која ќе наменета за жени. Светска банка пресметала дека исклучувањето на ЛГБТ и лицата од пазарот на трудот државата ја чини $80 милиони годишно. Почнуваме со најавените содржини. Пред околу половина година главна тема во јавноста беше тендерот од 22,3 милиони евра на кој група фирми предводени од италијанската Ирад Инженеринг беа избрани да вршат надзор над Бехтел и Енка при изградбата на автопатски делници од коридорите 8 и 10Д. Сомнежите што ги обелоденија медиумите меѓу кои 360 степени во врска со постапката за избор беа доволно кредибилни за јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да отвори предистрага. Во меѓувреме на терен беше означен почеток на работите, што претпоставува и почеток на надзорот. И додека обвинителството вели дека допрва повикува лица на распит, истражуваме еден сегмент од спорните точки во случајот. Тајмингот и краткиот рок од само 5 работни дена во кои една од компаниите кои беа избрани да вршат надзор ја добила неопходната лиценца. Министерот за транспорт Благој Бочварски тврди дека лиценци се добивале и за пократко време, но документите го покажаа спротивното. Александар Димитриевски. Деновиве се навршија 6 месеци откако обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори предистрага за постапката за избор на конзорциумот Ирад Инженеринг, кој прво ја преговараше цената за изградба на автопатите кои ги гради Бехтел и Енка, а сега треба да врши и надзор. Обвинителството кое го води Ислам Абази презеде таков чекор по непрекинатиот притисок од дел од јавноста и од медиумите, меѓу кои 360 степени. Сомнешна постапката фрлаа повеќе елементи, но во фокусот беше една од фирмите од победничкиот конзорциум Electra Solutions. Хронолошки, првиот проблематичен елемент поврзан со Electra Solutions е тоа што фирмата ја немала неопходната лиценца за надзор кога се распиша тендерот. Причината е проста. Компанијата никогаш претходно не се занимавала со надзор. Барањето за лиценца е поднесено во ек на распишаниот тендер, а надлежното, Министерството за транспорт, го издало документот за само 5 работни дена. Ако ги сметаме и денот на поднесување на барањето и денот на издавање на лиценцата. Јас вадев лична карта пред извесен период и мене ми треба 10 работни дена. Како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена? Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10Д е компанијата ИРД од Италија. На ова гостување на ТВ Алсат на крајот на март годинава министерот Бочварски 4 пати беше прашан и исто толку пати одбегна директно да одговори. Дали друга компанија добила А лиценца за надзор во толку кратко време како Electra Solutions. 360 степени уште тогаш се потпре на законот за пристап до информација од јавен карактер и побара за секоја издадена лиценца за надзор, на кој датум била побарана и на кој датум била издадена. Од транспорт и врски користеа технички образложенија за да не ни ги дадат тие податоци, се додека барањата не ги формулиравме на начин што не можеа да ги отфрлат. Посакуваните податоци ги добивме откако побаравме фотокопија од барањата за издавање А лиценца за надзор, кога тие биле поднесени во Министерството за транспорт и врски, а каде има и печат и датум на прием. Датумот на прием го вкрстивме со датумот на издавање на лиценците за секоја фирма поединечно, кој пак може да се најде во регистарот на издадени лиценци, достапен онлайн.
Според податоците кои ги добивме за 2023 и за 2022 година, ниту една друга компанија не добила лиценца за надзор за толку кратко време како Electra Solutions. Во тој период, со лиценца А за надзор за прв пат се стекнале 13 компании. Просечно чекале на лиценца 11 работни дена, во што се вклучени и денот кога е поднесено барањето и денот на издавање. Најмногу работни денови, вкупно 21, чекала фирмата Geopoint, а уште 5 фирми чекале повеќе од 10 дена. Речиси сите останати ги добиле лиценците по чекање од 8 до 9 работни дена, со исклучок на фирмата Quadar која добила лиценцата за 6 дена и рекордерот Electra Solutions, која добила лиценца за 5 работни дена. Подсетуваме, вклучувајќи ги и денот на поднесување и денот на издавање на лиценцата. За споредба, за еден ден помалку од Electra Solutions работа завршила само фирмата Syntec, но тие не барале лиценца, туку правеле корекција на адресата. За тоа требало 4 работни дена. Дека Electra Solutions била ставена на брза лента, покажува уште еден пример. Фирмата Техноклима од Куманово побарала А лиценца за надзор на 23 септември 2022 година. 4 дена подоцна, на 27 септември 2022 година, своето барање го поднесува и Electra Solutions. Спротивно на хронологијата на поднесување, прва е готова лиценцата на Electra Solutions, веќе на 3 октомври. Техноклима ја добива лиценцата на 5 октомври. Министерот за транспорт Благој Бочварски го соочивме со нашиот заклучок произлезен од документите кои ги добивме од неговиот ресор. Но тој беше дециден дека имало и други фирми кои за пократко време добиле лиценци. Ова е неговиот интегрален одговор. Јас веќе припремив еден податок од Министерството за транспорт и врски, каде што најмалку 5 фирми во последните неколку месеци имаат добиено за помалку од 5 дена такви лиценци. Не, претходно. Така што колку и да се обидува некој да бара во институциите некаква грешка заради брзо или бавно издавање на лиценци, тоа не може да го најде бидејќи не е единствен случај и неколку пати повторив, ние сме поврзани со Комората на овластени инженери и архитекти во однос на оваа процедура. Секогаш кога пристигнува барање, ние праќаме допис до Комората да ни потврдат дали тие архитекти, инженери кои што имаат овластувања се согласно процедурите и дали се соодветни на тие кои што ги издаваат од Комората. А ако Комората на нас ни одговори за еден ден, ние можеме и за 2 до 3 дена да ги издадеме лиценците кон компаниите. Така што констатацијата не држи дека е единствена компанија која што е издадено за, не знам, недела дена, бидејќи има и пократки рокови за издавање на лиценци пред да биде издадено на оваа компанија. 360 степени дополнително побара од Министерството за транспорт и врски да појасни кои се точно фирмите кои побрзо добиле лиценца од Electra Solutions. Побаравме и доказ кога тие фирми поднеле барање за да провериме за колку дена ги добиле. И покрај конформниот рок за одговор, тој не стигна. Дел од тврдењата на Бочварски проверивме во Комората на овластени архитекти и инженери. Од таму ни одговорија дека просечно им се потребни 5 дена за проверка на овластувањата на одредено лице, од моментот кога ќе им пристигне такво барање од Министерството за транспорт. Но додаваат дека има и случаи кога им бил потребен само еден работен ден, а имало и случаи кога постапката траела 30 дена. Се зависи од тоа дали членот на Комората си ја платил годишната членарина, независно дали му е важечко овластувањето. Во случај кога барањето за потврдување се однесува на неактивен член, Комората го известува дека е потребно да ги подмири обврските. Во зависност од брзината на неговата реакција, односно регулирање на обврските кон Комората, зависи и периодот на доставување на дописот, одговорот на Комората до Министерството. На наше прашање, од Комората потврдија дека имало случаи кога Министерството ургирало побрзо да одговорат на нивно барање. Тоа што Electra Solutions добила лиценца А за надзор среде тендер и за експресно време, беше само една од спорните точки. Нашите истражувања покажаа дека дел од имињата на професионалците кои треба да го вршат надзорот и кои според тендерот треба постојано да бидат на располагање на терен, се искористени за добивање на други тендери за надзор чие спроведување е во тек во моментов. Понатаму, значителен дел од надзорните инженери со чии имиња е добиен тендерот, всушност се вработени на 40 часа во други фирми, што отвара прашање како ќе работат нонстоп на делниците на Бехтел и Енка, ако имаат друга, редовна работа. Овие уште неколку други дилеми требаше да ги одгатне јавното обвинителство. Докаде се? 6 месеци подоцна.
По обезбедување на севкупната документација и извршената анализа од страна на истражителите од Истражниот центар на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во наредниот период предметниот обвинител треба да започне со распит на лица инволвирани во постапката. Додека обвинителството врши действија и распити, на терен веќе почна изградбата на автопатите, а со тоа и надзорот кој чини 22,3 милиони евра. Дали и колку пари се исплатени на надзорот до овој момент? Прашавме во јавното предпријатие за државни патишта и во јуни и сега. И тогаш и сега не добивме одговор. Јавното предпријатие за државни патишта не е дел од отворени финансии, што значи дека не може независно да им се проверат ниту приходите, ниту расходите. Тоа можат да го сторат само надзорните институции и, ако има потреба, обвинителството. Двете следни истории се за различни, но слични случаи. Станува збор за изградба на дивоградби на место на бараки, кои на времето ги користеле јавни субјекти, кои во меѓувреме згаснале. Тие бараки низ годините некако биле легализирани и станале приватна собственост, иако земјиштето под нив се уште се води за државно. Првата приказна е од Скопски Чаир, каде за пензионерскиот дом на булеварот Џон Кенеди на брзина се поставени темели за поголем објект, на диво. Подетално од Славица Филиповска-Иванова. Ова е ново градилиште што за помалку од еден месец никна на улицата Џон Кенеди во Скопски Чаир. Почнуваат да се гледаат и контурите на објектот, а свежото лепче и пијалокот оставени во близина сведочат дека некој овде неодамна имал ужинка. Сега градилиштето е затворено, по пријава од соседството, пошто општината констатирала дека се гради на диво. Градилиштето нема никаква информативна табла, што значи не се знае ниту кој е инвеститорот, ниту кој е изведувачот на градежните работи. Веднаш до дивото градилиште е пензионерскиот дом Лика Чопова. Пензионерката родна Стојческа 16 години живее тука, но вели, нелагодност каква што почувствувала последниот месец, не памети од како е вселена. Добар ден. Добар ден. Јас сум Славица. Јас сум Руна. Може да влеземе да снимиме? Може. Ајде. Тоа беше барака, намештај беше. Кога почнаа да рушат, ние прозорци, јас морам да отворам воздух да ми влезе. Гувци ми се пикна. Едва сум ги очистила, отворам промаа вака за да искочат. Галамат уште сипол саа доваѓаат тука галамат. Не можеш да спиеш. На дење ние сме учени да си одмараме. Не можеш да одмараш од галама, од бучава, од камиони трештат, прашина. Не можеш да отвориш, до оградата не влегува више. Со остановите на приземјето во пензионерскиот дом, станарите користат и мали дворови. Градилиштето е буквално до нивната ограда. Ептен е близко. Ептен. Еве, само оградата, гледаш се, он нема право тука до оградата да дојде. Треба мајмалце 2 метра да иде натаму, а не оградата. Низ својот дел од дворчето со страв се движи и пензионерката Рада Кајсторовска, љубителка на цвеќе. Вели дека поради копање без контрола биле оштетени цевки, па се појавила вода. Почна само водата да тече. Ово се надоле виси. Само се редеа тука. Мајстори, викотница, чукотница, не можеш да легнеш да спиеш. До 8 сат си работеа луѓето. Денски работеа? Денски скришам. Се менја по 2-3 сата. А ке слушне некој дека ке дојде, одмah се разидуваат мајсторите. Не можеш да ги видиш. Пријава за она што се случува на терен стигнала до полицијата. Исказ давале и пензионерите од домот. Нешто падна? Дали падна или да не донесува некој делче за да работат нешто. Или некој плек падна. Дојдоа двајца полицајци и исто ни се легитимираа дека се пратени за да знаат, да видат што се дешава. Една жена се вика Санија жената, она даде изјава, после не изјава јас ги викнав кај мене, дојдов јас своерачно ја напишав изјавата дека не е во ред. Утре кога ќе става фасада, како ќе стаи тој?
Кај треба да влезе? Тамам да направи и внатрешни тераси. Како ќе мачка, како ќе прави, не ми е јасно. Значи, овие овдека сите се загрозени. Ако он има дозвол, нека се појави. Инвеститорот не се појавува, а непознат е и за општината. На местото на градилиштето порано имало барака, но очигледно е срушена со намера да се гради нешто друго. Според деталниот урбанистички план на општина Чаир, за оваа локација има маркица за објект за индивидуално домување, односно приземје плюс 2 ката плюс подкровје. Но никој не се обидел легално да стекне одобрение. Па ја мислам, или не се добро информирани, или сакат преку ова градба да добиваат нешто повеќе од тоа што им следува со деталниот план. И тука е целава таа работа што они избегаваат нешто да почнува што може легално, може би име тенденцијава некој спрат повише да направат или така на така, што од другата страна го загрозува цела таа инвестиција негова, бидејќи утре дента нема ни еден документ да има, ако на таа база трнале. Кој гради до пензионерскиот дом на улица Џон Кенеди во Чаир? Се обративме и во МВР за да добиеме повеќе информации. Случајот е тема во јавноста, па за телевизија 21 од Министерството за внатрешни работи минатата недела одговориле дека полицијата утврдила од правниот субјект кој градел ги поседувал сите дозволи за градба. Тргнувајќи од овој одговор, се обративме до МВР со прашање да дообјаснат кој правен субјект и какви дозволи конкретно има, со оглед на тоа што надлежната општина вели дека градилиштето е диво. Но за 360 степени од МВР дадоа сосема друг одговор. Велат дека целокупниот службен материјал е предаден во единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје и доколку се утврди прекршување на законите, ќе биде поднесена кривична пријава до обвинителството. Кој гради, какви дозволи има, не добивме одговор. Не е точно дека има уредна. Ја во тоа ви тврдам дека нема, бидејќи да имаше, тоа ќе беше и подобро и за мене. Немаше ја цел ден, значи, да се бавам со мои сограѓани, со инспекторатот, со новинари, значи, на вистина ви тврдам дека нема документација и пак велам, имат право да градат во таа маркица, но треба да ги поминуваат сите процедури. И додека општината трага по инвеститорот, а полицијата се проверува самата себе, податоците од катастарот даваат друга слика. Парцелата до пензионерскиот дом во Чаир го носи бројот 4527 и е со површина од 667 квадратни метри. Од нив 407 квадрати се земјиште под зграда, односно земјиште под бараката која била на тоа место, а останатите 260 метри квадратни се водат како градежно изградено земјиште. Целото земјиште, според документите од катастарот, е во собственост на Република Македонија. Но на истата парцела 4527 е запишан и објект, односно бараката за која говорат соседите. Според документите од катастарот, бараката била легализирана во 2014 година. Како што покажува имотниот лист за неа, таа гласи на име на извесен Седат Адем. Сумирано, објектот добил приватен собственик преку легализација во 2014, а земјиштето под и околу него се уште се води како државно. На 30 мај годинава Седат Адем склучил преддоговор за купопродажба со фирмата Аванти Систем Доел, кој е прибележан во имотниот лист во катастар на 7 јуни. Но имотот останал на име на Адем, најверојатно затоа што не е потпишан и реализиран договор или пак не е завршена даночната постапка во град Скопје. Аванти Систем преку имејл ги прашавме дали по преддоговорот е склучен и договор за купопродажба, дали Аванти Систем стои зад градбата и доколку да, зошто градат на диво. Одговор од таму се уште нема. Иако според документите од катастарот собственик на земјиштето е Република Македонија, од општина Чаир велат дека собственикот на објектот со неговата легализација стекнал право и го откупил и земјиштето под и околу него. Локалната власт остана на овој став и откако им предочивме дека податоците во катастарот покажуваат нешто друго. Поради тоа, за општина Чаир станува збор за дивоградба, но не на државна земја. Бидејќи сепак станува збор за нелегална градба, општината Чаир ќе го казни инвеститорот. Со оглед на тоа дека не знаат кој е, ќе го чекаат 15 дена сам да достави жиросметка за да си ја плати казната.
Ние знаевме поранешнава парцела која беше, меѓувреме го продале и има друг собственик таму. Но пак ви велам дека ние као општина немаме ингеренции да идеме да ги бараме луѓе од дома, бидејќи не сме Министерство од внатрешни работи. Ние чекаме 15 дена, значи овој записник што сме го донеле, ако не се појавува никој, го даваме записникот во обвинителството и после обвинителството одлуката што ќе ја донесе треба да ја спроведува Министерството за внатрешни работи. И додека се трага кој стои зад најновиот упад во просторот во Чаир, првите соседи, пензионерите од домот Лика Чопова, може да останат и без дневна светлина. Сите не затвара. Ние сме на милост и немилост. Не знам че кога сме пензионери, дека живееме у пензионерски домови па да не игра некој како што сака. Без дозвола како смееш да градиш? Ајде ја да направам нешто без дозвола. Одма ќе ми дојде ќе ми рушат. Сакаме да седиме тука, да готвиме, да излезам од дуќан, да излезам продавница, тоа е најнормално. Овде ни ред, ни поредок има, ни закон, ни законишта, ништо нема. Логични се овие реакции на станарите на пензионерскиот дом во Чаир, но ако има барем нешто позитивно во целиот случај, тогаш тоа е моменталното стопирање на дивоградењето. Тоа не се случи со објектот кој нелегално никна зад поликлиниката Ченто во општина Газибаба. Почна да се гради во времето на претходниот градоначалник од СДСМ, но за него, индикативно, не сака да зборува ниту неговиот наследник од ВМРО ДПМНЕ. И тоа во време кога се самопромовира дека е во кампања на уривање дивоградби. Михаил Милошевски. Вака изгледаше во мај 2021 година. Вака во јули 2021 година. А вака изгледа денеска објектот зад поликлиниката Ченто, за кој сите знаат дека е подигнат без одобрение за градба и тоа на државно земјиште. Наредба за кога почна да се гради овој објект, градоначалник беше Борис Георгиевски од СДСМ. Пред повеќе од една година и половина на негово место дојде Бобан Стефковски од ВМРО ДПМНЕ. Го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува. Додека темата за објектот зад поликлиниката во Ченто не е омилена за политичарите, од обвинителството ни потврдија дека направиле чекор плюс за предмет во врска со повеќе други дивоградби во оваа скопска општина. Објектот на левата страна од оваа снимка е дел од поликлиниката Ченто. А објектот во средина на кадарот, тој со црна фасада и стакла, се некогашните бараки на ова место. Привремени објекти кои низ времето служеа за разни намени, од местна заедница до бинго сала. Причината што овој објект го заслужи нашето внимание е неговата историја. Според документите што ги обезбедивме од катастарот, до 60-тите години, земјиштето на кое се наоѓа денешниот објект и околината биле во собственост на физичките лица Шабан и Амдија Бајрам. Во 1963 година државата го национализира и потоа го дава на употреба на Дирекцијата за станбена и комунална изградба Скопје. Низ годините на местото се подигнати бараки, но од документите не може да се види како точно е направено тоа. Во 2019 година, општината Газибаба носи решение за легализација на дел од бараките со право на собственост на име Душан Филиповски. Следната, 2020 година, општината го легализира и остатокот од бараките, со право на собственост на лицето Чедо Филиповски. Земјиштето под објектите останува во државна собственост. Набргу по правосилноста на втората легализација, истата таа 2020 година, двајцата членови на семејството Филиповски ги продаваат објектите на исто лице, Исни Адеми, жител на општина Газибаба. Земјиштето повторно останува во државна собственост. Во мај 2021 година некој ги урива бараките, го оградува државното земјиште и почнува да гради нов објект. Првично става табла дека станува збор за реконструкција на привремените објекти, но таблата наскоро ја снемува. Па формално, не може да се провери кој е инвеститорот. Ова не е реконструкција на времен објект. Тоа беше прв и последен пат жителите да зборуваат за градбата.
а инвеститорот продолжи да гради. Тогашната администрација во Газибаба, начело со градоначалникот Борис Георгиевски од редовите на СДСМ, соопшти дека општината издала решение за престанок на градба, кој инвеститорот очигледно не го испочитувал. На општината не и преостанува ништо друго, освен два последователни чекори после опомената и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Додека граѓаните се жалеа, а општината најавуваше уривање, дивоградбата на државно земјиште доби темели, па столбови, па стана карабина. Кога го посетивме местото последен пат на почеток на месецов, готов беше и стаклениот дел од фасадата. Материјалите оставени внатре говорат дека тој што почнал да го гради, планира и да го заврши. Можеби и повеќе од само приземје, бидејќи на кровот е видлива арматура за столбови. Актуелен градоначалник на Газибаба, и тоа од ноември 2021 година, е Бобан Стефковски. Во последниве недели најави, а потоа и присуствуваше на рушење на дивоградба во Скопско Инџиково. Место за дивењето на урбаната мафија во Газибаба нема, напиша тој на својот Facebook профил. Но на нашите прашања за дивоградбата зад поликлиниката во Ченто, градоначалникот и општинските служби молчаа речиси цел месец. На крај се обидовме да добиеме одговори на лице место, а таму. Ја те звам. Здраво, Михаил Миломир. Вака, го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува и телефонски повици, пораки и се тоа. Пративме прашање до општина Газибаба, се работи за една дивоградба во населба Сингилич, Ченто. И за прашањата ги дават одговори секторот за инспекцијски работи. Добро. Одговор кога би имало од прилика, дали знаете да ми кажете? Кога ги давате, 3-4 дена се таму прашањата. Зашто ние градежниот инспектор тек сега почна со лиценца со се да работи. Добро. Затоа имаше прекин. Добро. А за изјава од градоначалник дали? Овој разговор го водевме на почетокот на септември. Од тогаш разговаравме повторно со портпаролот на општината, со раководителот на секторот урбанизам во општината и со градоначалникот. Праќавме и прашање по електронска пошта. Одговор не добивме од никого. Дивоградбата зад поликлиниката Ченто сепак е само еден пример. На територија на Газибаба има уште неколку за кои е почната некаква постапка. Група граѓани пред повеќе од 2 години до обвинителството поднеле кривична пријава. Во пријавата се опфатени 12 физички и службени лица, дел инвеститори, дел вработени во секторот за урбанизам и градежништво во општината Газибаба. 2 години подоцна нема обвинение, сепак има напредок кон утврдување евентуална одговорност. Постапувајќи по поднесената кривична пријава од група граѓани, Основното јавно обвинителство Скопје отвори предмет и даде насоки до МВР за проверка на наводите. Врз основа на преземените дејствија, до надлежниот јавен обвинител е доставено известување и кривична пријава против дел од лицата кои бесправно граделе на наведените парцели. За кого полицијата утврдило дека градел бесправно? Против кого МВР поднело кривична пријава? Што ќе прави обвинителството со пријавите? Што ќе се случува со нелегалните објекти? Од обвинителството не споделија повеќе детали за случајот поради фазата во која е постапката. Детали одби да даде и Министерството за внатрешни работи. Во меѓувреме, додека ние истражувавме за дивоградбата во Ченто, градоначалникот Стефковски неколку пати јавно истакнуваше дека добива закани по живот, откако ја сруши дивоградбата во Инџиково. И покрај заканите, изјави тој, таа дивоградба нема да биде единствена која се руши, туку сите нелегално изградени објекти ќе имаат иста судбина. Дали мисли и на оваа? Храбро се најавуваше, но и ова владеачко мнозинство под притисок на агресивните антиродови движења ги турка под тепих прашањата за правно признавање на родот и за родова еднаквост.
Поради тоа и не е за изненадување што незначителен број припадници на ЛГБТ и заедницата решаваат да се пожалат на дискриминација пред институциите, иако тој феномен реално има многу поголеми размери. Светска банка неодамно објави истражување кое покажува дека таа дискриминација пред се на пазарот на трудот годишно ја чини нашата економија околу 80 милиони евра. Дали економската загуба може да биде причина за политичките елити да почнат да менуваат нешто на овој план? Владко Чаловски. Бојан е измислено име, но во оваа сторија го користиме за вистинска личност родена 1988 година. Во личната карта на Бојан, кај ознаката пол, стои буквата Ж, обележие за личност од женски пол. Но Бојан одамна се чувствува како маж. Не би ја раскажувале оваа приказна ако случајот на Бојан не завршил пред домашните институции. Тој бил вработен во трговска фирма, која за потребите на оваа сторија фиктивно ќе ја наречеме пекарница. Пред газдата, Бојан секогаш се декларирал како машко. И покрај тоа, газдата секогаш му се обраќал во женски род. Во една прилика, собственикот ја оставил својата малолетна 6-годишна ќерка на чување во пекарницата додека Бојан е на смена. Следува реконструкција на дел од разговорот меѓу Бојан и љубопитното девојче, според сведоштвото на Бојан пред невладината организација пред која првично го пријавил случајот. Ти кога ќе пораснеш ќе бидеш баба или дедо? Од каде вакви прашања? Добро, а баба или дедо? 2 дена по овој разговор, 6-годишното девојче повторно влегло во пекарницата додека Бојан бил на смена. Газдата, кој само до пред неколку дена имал доверба да ја остави ќерката на чување кај Бојан, сега го избркал девојчето. За Бојан целиот настан бил понижувачки, особено што газдата имал порака и за него. Ти од утре кецела на работа или воопшто не се појавувај? Ама јас не можам. Сум кажал дека е исто како да носам здолништа. Може да испринтам мајчка со лого на пекарницата? Ке си ја платам. Кецела или не се појавувај? Ама никој друг не носи. Остави ги другите. Ти ќе носиш. Представката за овој случај е една од ретките пријави на дискриминација на ЛГБТИ луѓето. Само 2 случаи на дискриминација на ЛГБТИ лица при работниот однос се документирани низ државните институции изминативе 10 години. Меѓутоа, ако разговарате со невладините организации, со оние здруженија кои што се бават со оваа тема, тој број е многу поголем. Што и дава релевантност на оваа информација, тоа што ЛГБТИ лицата многу покомфорно зборуваат со овие невладени организации и не се чувствуваат безбедно кога споделуваат информации со државните институции. И нашиот случај, кој датира од 2021 година, го водел невладена организација. Коалицијата Маргини, која работи со маргинализираната ЛГБТИ заедница, реагирале во име на Бојан до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Носењето кецела никогаш претходно не било прикажано како задолжителна униформа во текот на целиот работен однос од повеќе од 1 година. Исто така, XX не бара останатите вработени да ја носат кецелата. Вакво барање не условува со било какви последици, туку ова барање како услов за продолжување на работниот однос е ексклузивно за Бојан. 2 месеца подоцна, откако ги изслушала двете страни, комисијата констатирала дискриминација. Во представката е опишано действие каде што работодавачот го терал трансродовиот маж да носи униформа која ќе наменета за жени. Потоа ќерката на работодавачот исто така го вознемирувал поносител на представката во смисла на тоа го прашувала сега ти што си маж или жена, која ќе имаш внуче, ќе бидеш баба или дедо. Во одговорот по нашето произјаснување, работодавачот на ова лице ги негираше сите наводи и слично, при тоа што увидовме дека трансродовото лице не е законски избркан од работа без поведена дисциплинска постапка, без укажување. И покрај позитивниот исход пред антидискриминацијска, Бојан никогаш не дочекал судска разрешница.
Од изминатите 10 години во коалиција Маргини се документирани околу 4, не околу 4, него точно 4 случаи кои што се поврзани со дискриминација во вработувањето и во пристапот за вработување. Во два од овие случаи лицата од нас побарале правна помош, односно ние сме повеле никакви постапки. Додека во едниот случај се работи за дискриминација кон трансродово лице од страна на Агенцијата за вработување. Така што немаме тука дискриминација од страна на работодавач, него дискриминацијата е во пристапот до вработувањето. Причината за ова е, како што утврдува и самиот извештај, тоа што ЛГБТ луѓето во принцип не се отворени за својата сексуална ориентација и родов идентитет на работните места, секако оние што се вработени. Но токму односот на институциите и генерално на општеството ја држи ЛГБТ и заедницата затворена пред државата. Тоа не значи дека проблем не постои, туку дека обстојува атмосфера на негово туркање под тепих. Така што се ставен во позиција или да молчиш, со што повторно ќе бидеш сомнителен, повторно ќе бидеш мета на озборување, или пак да лажеш, што секако повеќето луѓе нели не сакаат тоа да го прават и тоа дополнително предизвикува голем стрес. Дискриминација на ЛГБТ и луѓето при вработување, како и нивните откажувања од работните позиции, предизвикуваат големи лични загуби. Но таа дискриминација предизвикува и загуби за државата, иако за тоа речиси воопшто не се зборува. Северна Македонија е првата земја во која Светска банка спроведе истражување од ваков тип, а го објави неодамна. Проценките се дека земјава годишно губи околу 80 милиони американски долари или 0,6% од бруто домашниот производ поради дискриминацијата на ЛГБТ и луѓето на работното место. 64 милиони се загуба во плати кои ги остваруваат ЛГБТ и лицата, додека 17 милиони се фискални загуби. Овие бројки веројатно се уште поголеми ако се земе предвид дека и во извештајот на Светска банка е наведено дека тешко се доаѓа до ЛГБТ и луѓето. In the case of North Macedonia, we don't have population size estimations for LGBTI people specific to North Macedonia. So what we have to do is we have to rely on reputable, solid, robust research that's been done in other parts of this region and then in Europe more broadly and globally. And we try to come out with what we think is the best estimate. And we came to an average of about 8%, our best guess. Но дали предпоставените 8% од населението кои се потенцијално погодени се доволно за да предизвикаат промени за кои многу поголем процент можеби ќе има отпор? Кортес вели да, затоа што политичарите секогаш се заинтересирани да зборуваат за економијата. Not everybody, let's say in a parliament, is going to be on board about the equality between the sexes, men and women. However, many more people will be on board with understanding a conversation that's about the bottom line of the government, the budget, its income and what it puts out, and might want to address something like discrimination based on sex, gender in that case, because it's hurting your bottom line, your GDP, your budget. It's the same thing for any other marginalized group, including LGBTI people. You might not agree always on every policy issue that's about equal rights for LGBT people, but we could probably come to some agreement about, well, we can do something about that because we don't want to hurt our economy. Од сите припадници на ЛГБТ и заедницата, извештајот покажува дека со најголема дискриминација се соочуваат мажите бисексуалци како и трансродовите мажи. Оваа маргинализирана група процентуално има поголема стапка на невработеност од останатото население во државата. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска вели дека македонскиот закон за спречување и заштита од дискриминација е пообемен во заштитата дури од европското законодавство и дека ги штити и ЛГБТ и лицата во работниот однос. Законот за работни односи вие устав во работното законодавство. И факт е дека неколку години се работи, меѓутоа еден ваков закон се работи низ еден диалог помеѓу социјалните партнери. Јас верувам дека законот за работни односи ќе биде наскоро, до крајот на годината ќе биде влезен во владина процедура, па оттаму во собраниска процедура. Сепак, многу поголем проблем во земјава е носењето на законот за матична евиденција. Секој граѓанин на Република Северна Македонија кој има наполнето 18 години, кој е деловно способен и кој не е во брак, има право на правно признавање на родот во постапка уредена со овој закон. Во постапката за правно признавање на родот, секое лице од став 1 на овој член
може да ја промени ознаката за пол во матичната евиденција и на тој начин се признава родовиот идентитет. Владата го повлече од собраниска процедура тој предлог закон уште пред година и половина. Според министерката, причината е за да го доработат со засегнатите страни. Сакајќи да обезбедите права на одредена заедница во државата, наместо да го користи тоа право, може да му го скратите правото, без заштитни механизми, или да се доведе во ситуација на вулгаризација на самото законско решение. И од тие причини беше повлечен законот за матична евиденција, каде што се доуредува правото на правно признавање на родот, за да можеме заедно со граѓанскиот сектор, со релевантните институции, да ставиме заштитен механизам и да може граѓанинот кој што има потреба да го оствари оваа право, да си го оствари правото. Според Тренчевска, за новите измени на Законот за матична евиденција ќе треба да се почека до крајот на годинава. Тоа значи дека и ЛГБТ и лицата се во состојба на чекање и за правото да декларираат поинаков род и за дополнителна заштита на нивните работнички права. Министерката сепак на помош ги повикува и граѓанските организации да бидат поактивни во комуникацијата со стопанските комори, со организација на работодавачи во форма на обуки и на кампањи за покренување на јавната свест за оваа тема. Во продолжение на 360 степени ја најавувам новата саботажа. Автор е Сречко Поповски. Политичкиот занец влијае врз моќта за јасна перцепција за тоа што се случува. Не станува збор за демагошкиот наратив на кој јавноста е отрпната, туку за стандардните грешки околу тоа кои органи се користат за вид, а кои за слух. Владеачката политичка елита молчи. Молчи затоа што нема очи. Разликата во функцијата на ушите и на очите е повеќе од очигледна, иако понекогаш очите на вистина не може да поверуваат за тоа што го слушаат. Човечката и идеолошката трансформација изгледа радикално влијае врз ставовите во благонадежноста, со леснотија може да се замени со прагматизам. Зошто за Антонио Милошовски кодификаторот на македонскиот јазик Блаже Коневски е џуџето од Небрегов? Тоа што било, да кажам, слобода на поетско изразување на еден млад човек, нека си остане во слободата на едно студентско време кога Антонио Милошовски размислува малку по-бунтовнички, по-анархистички брекол од тоа што е како политичар денес по-конвенционално. Ваквиот салто мортале разбирливо дека предизвикува гнев кај оние кои негуваат и личен анимозитет кон тие што сметаат дека аривизмот, а не квалитетот или матрицата придонесла за таква кариера. Тогаш е нормално, со подсмев, да се прават имитации. Јас сум бил министер за надворешни работи. Поранешен министер за надворешни работи, со многу искуство и така натаму. Но како министер за надворешни работи... Како поранешен министер? Но јас сум бил министер за надворешни работи. Овој човек што бил министер за надворешни работи, сега е пратеник и цело време е во игранката. За разлика од екс-шефот на дипломатијата кој има проблем со минатото, за екс-амбасадорот и екс-подсекретарот нема никакви дилеми. Директно упаѓајќи им во уста на софиските трабанти, инаку знаменитиот националист и суверенист ја изнесува својата теза за создавањето на македонската држава и нација. Да се разбереме, значи со Букурешкиот договор ние бевме додбели на Србија. И да не беа српските комунисти во Втората светска војна да речат дека македонскиот народ има право на своја држава, да прифата да станеме шеста единица во федерацијата, разбирате. Тоа само српските комунисти може да го направат. Никој пред нив, никој после нив. Редефинирањето на историјата продолжува и на навидум ефемерни теми, па дури и за еден психостимуланс, на кој ретко кој може да му одолее наутро или во мигови на мамурлук. И нему, по некоја чудна навика, без особена причина, му се дава национален контекст. Ова ми е прво кафе денеска и првото кафе почитувам да е македонско вака. Не те фаќаат киселиниот? Не. Не, добро. Не. Македонско?
Кај расте во Македонија Кај кафе? Македонија од Етиопија кафето преку турците Веднаш до дошло. еспресото. Добро, До ајде, еспресото веднаш. Добро, ние турско го знаеме. И на крајот, на толку раскарани, само СДСМ е тој што може да влие на помирување. Unë jam I pari që do ullet për të fletë për pajtim. Përfshi edhe riktimin e Gruevskit? Por. A më shumë përfshi apo jo? Po. Pajtimi nuk do të thot amnesti. No. Pajtimi mund të jetë zbutje e dënimit. Po. Deri në një farmase. Por jo falje të veprave. Apsolutisht. Нема повисока цена која ќе треба да се плати. Таа нема сума, туку име. Неправда. Со коментарот на колегата Сречко Поповски го завршуваме и ова издание на 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник во истиот овој термин од 20:15. Пријатно.